Господине Тасевски, вие на Facebook имавте една објава во која што всушност зборувавте за љубовта на господја Беличанец кон театарот и кон сцената. Дали накратко може и сега да ни раскажете за таа ситуација помеѓу вас двајца? Тоа беше неполни 2 месеци од како ме назначија за ВД директор на Драмски. Влезе едно сабајле во мојата канцеларија, вика мора да се видам со тебе. Ја видов дека е онака малце потресена, седна како на жар зад клуб масата. И ја тогаш да ја пратам порака дека треба да се осеќа као дома, да не е непријатно, станав од мојата фотелја, нели таа директорската и седнав кај клуб масата исто. Ја понудив кафе, тогаш одби, вика брзам да не ти одземам време, вика сакам само нешто да ти кажам. Со оглед на тоа каква функција извршував нели кај оние кои што беа на власт, не ти се лутам дури ако ме тргнеш од театарот, мислам да не добивам улоги, да бидам што се вика на клупа, само вика оставиме да го дишам театарскиот воздух, еве ако треба ставиме ушивална, ќе шијам костими, ќе работам таму. И јас се насмеав, викам Билјана, викам, ти не само што си можеби најдобрата глумица во Македонија, туку ти си најдобрата глумица во Македонија на сите времиња, или меѓу најдобрите 5. Така што викам, јас сакам да играш, ама не со конци и со игли, туку да играш на сцената, така најдобро ќе си помогнеш и на себе и на театарот и на сите. И публиката сака да те гледа на сцена. Тогаш се насмеа, нели? Меѓутоа така се случи да она после вистина доби една главна улога, една представа. Меѓутоа заради други околности, концептот се смени на режисерот, па поделата мораше да се смени, така што она не заигра во театар. Меѓутоа јас повторно кога се видов ми се јавив и реков дали сакаш да бидеш дел од уметничкиот совет на Драмски театар што ќе оформирам. Тоа го прифати нели со 2 раце што се вика, само ми рече пази само да немаш проблеми дека јас ќе бидам над, викам ти за тоа да не се секираш. Ако се сеќаш пред неколку месеци што ти кажав кога се видовме кај мене во канцеларија, викам се уште стојам на тоа. А на истото тоа стојам и ден денес дека Билјана Беличанец ќе биде запаметена во македонскиот театар и македонската култура и историја како една од најголемите глумици на сите времиња. Каде бевте кога ја дознавте веста? Предпоставувам дека бевте шокиран како и целата јавност, но дали нешто можеби навестуваше дека македонската сцена ќе изгуби таков врвен актер? Видете, тие работи се непредвидливи, нели, луѓето си доаѓаат и си одат од овој свет понекогаш и без најава. Така што кога тоа се случува на млад човек, а ненадено ќе замине, нормално е дека шокот е поголем, знаеш. Меѓутоа тоа е што е сега битно и ние како незини колеги и незините блиски ќе имаат навистина многу спомени на неа и како човек и особено и незините улоги што ги имаше и во серии, и на телевизија и во театар. Така што тоа е тоа, она ќе остане и понатаму жива низ спомените. Се сеќавате ли како беше да се дели сцената со нејзи? Дали можеби имавте некакви несогласувања во тој уметнички дел? Па што знаете, игравме во доста представи заедно, од Кандид во земјата на чудата, Демонот во Дебар мало, Арлекин слуга на двајца господари, Ферхат и Ширин, навистина многу беа представи, барем едно 10-15 сум играл со неа заедно. И една анекдота така ја кажав и за една друга телевизија, така ми остана усеќавање, игравме Арлекин слуга на двајца господари, игравме двајца љубовници, меѓутоа сето тоа беше нели смешно, комедија на ситуации. И во еден момент таа додека имаме нека љубоморна сцена и додека ми не сакам повеќе да те видам тебе, Силви, како што направи вака со раката, бидејќи имаше голем прстен на средниот прст, ме удри по заби. Ја осетив дека делче од предниот зап многу мало, како ситно ми го осетив на јазик. Меѓутоа она што беше поинтересно е што имам еден мост и од ударот веројатно мостот беше пред одлепување се одлепи и сега ми беше уста. И она свати дека ме удри малце појако, она уопшто уствари не сакаше да ме удри, меѓутоа ме удри и ја го вадам тоа мостот од уста, имаше и малце крв дека веројатно и непцето ми го повредила и го вадам вака забот
нели ја крием таа на влаката кај што влегува таа мостот, го ваам забот и она вака цела. Се избезуми, ама јас тогаш морав да искочам од сцена, тоа така беше режирано, ја излегов. И си отидов во гримиорна и она после минутка и не секој нели кој заврши цела сцена влегува цела испаничена во гримиорна. Леле, па јас тебе забот ти го скршив, извини, како да и солзи на очи, онака викам Билјана, друг пази, викам немој толку да влагаш, викам во улога, а уствари не ми падна, викам забот, тоа е викам мостот, викам ми се одлепи. Леле, како си ми извадил од памет. Тоа беше едно од тие анегдоти што ги имавме бака. Имало и добри и лоши ситуации, меѓутоа се памтат секогаш добрите. Ви благодарам многу. Благодарам.